205 милиони евра од првата фаза од таа програма, која што во тие институции кои што вие ги спомнавте, ќе се градат нови згради и ќе се обновуваат постоечките, се со цел да имаме соодветна инфраструктура во Штип, во Тетово и во Кичево. Во Кичево од почеток ќе имаме нова зграда, веќе постоечката базичните инфраструктурни побарување индикатори не ги задоволува. Во Тетово исто така ќе имаме нови згради и целиот кампус ќе биде реновиран и во Штип исто така нова зграда за факултетот и организација на постоечките објекти за да бидат соодветни за таа здравствена дејност. Ова е само првата фаза. Втората фаза ќе биде анализа на сите други регионални здравствени институции, бидејќи целта и мисијата и визијата на Министерството е дисперзија на здравствените услуги и регионализација на институции. Значи да можеме во региони да имаме институции кои што ќе нудат здравствени услуги за тој регион. Ќе се направи соодветна анализа, веќе се прави мапирање на инфраструктура и на човечки капацитети, за да може после да ги централизираме на тие региони, тие здравствени институции. Тука спаѓа во оваа фаза и клиничкиот центар, значи во моментот се размислува помеѓу постоечкиот клинички центар, значи инфраструктурно и други можности. Една од нив е градење на потполно нов клинички центар. Се нам дека после анализата на профилите и на процесите кои што се завршени и се во тек, ќе треба владата и во овој случај премиерот да одлучат за таа реконструкција. Јас како министер си терам со моите процеси и обврски се додека сум министер во оваа институција.